И оваа година нема да изостане метежот пред шалтерите на управата за јавни приходи, бидејќи голем дел од граѓаните по навика ќе го чекаат последниот рок да ја достават својата годишна даночна пријава. Од управата за јавни приходи со апел до граѓаните, доколку во 2017 година оствариле дополнителни приходи во земјата и од странство, задолжително да ја поднесат својата годишна даночна пријава. Рокот за поднесување е 15 март, а во соопштението од управата за јавни приходи информираат по кој основ треба да се поднесе пријава. Доколку во 2017 година сте оствариле приходи во земјава и во странство по основ на награди, бонуси и други надоместоци од работен однос, кири, авторски права и право од индустријска собственост, дивиденди, учество во добивка и камати по заеми дадени на физички и правни лица, капитални добивки од продажба на учество во капитал и недвижен имот, добивки од лотариски игри на среќа, електронски игри на среќа, наградни игри и интерактивни игри на среќа во износи поголеми од 5000 денари, приходи од игри на среќа преку специјализирани странски интернет страници, приходи од интернет, лични примања од странство за активности поврзани со работењето во Република Македонија, работно ангажирање во амбасада, во меѓународна организација и други дополнителни видови на приходи, надвор од вашата редовна плата или пензија. Годишната даночна пријава може да се превземе од веб страницата на УЈП и да се поднесе во даночните шалтери, преку пошта или електронски. За оние кои нема да пријават данок до 15 март, законот предвидува глоби до 200 евра. Од УЈП подсетуваат дека со цел на времено приспособување на новиот начин на пријавување, пресметување и плаќање на персоналниот данок на доход, секој граѓанин да се регистрира на системот персонален данок. УЈП планира да отпочне со проектот дури следната година за приходите кои граѓаните ги оствариле во тековната 2018 година. Пријавите ќе ги потполнува самата управа, а граѓаните ќе може да ја коригираат доколку има потреба. Тоа значи дека даночните обврзници од следната година веќе нема да треба да доставуваат пријави и извештаи до УЈП.